почитувана сојузна министерка за ЕУ и Устав на Република Австрија, мадам Штатлер, драга Каролине, почитувани граѓани и представници на медиумите, ми представува огромна чест и задоволство што денес сум домакин на австриската министерка Штатлер, на драгата пријателка Каролина, со која низ пријатен разговор разменивме ставови на повеќе важни теми, меѓу кои иднината на регионот, безбедносната криза, но и соработката помеѓу Австрија и Северна Македонија. За нас и нашата земја оваа посета е цврста потврда дека Западен Балкан останува високо на агендата на Европската унија и нејзините држави членки и дека Австрија останува верен поддржувач на политиката на проширување на унијата со земјите од регионот. Австрија ја препозна вистинската и несомнена ориентација на Северна Македонија кон европските вредности и идеали и дава безрезервна поддршка и заложба, особено за Северна Македонија и Албанија во евроинтегративниот процес. Иднината на нашата земја и на целиот регион е европска и сметам дека е време тоа да се потврди. Северна Македонија вложи на вистина вонсериски напори и успеа да покаже дека е доверлив партнер на Европската унија и дека не ја менува својата политика преку ноќ, дури и кога нашиот макотрпен труд не е целосно валоризиран и не оди во прилог на политиката на проширување. Напредувавме и ќе продолжиме посветено да чекориме по европскиот пат. Очекуваме Европската унија гласно да ги потврди нејзините интереси за обединување на европскиот континент и после долг период да ја врати динамиката на проширување кон земјите од Западен Балкан, кои повеќе од една деценија чекаат пред портите на Европската унија. Во овие тешки времиња, кога мирот, стабилноста и безбедноста, но и демократијата се доведени во прашање, обединетоста на Европа добива уште поголемо значење. Сите заедно мора да размислуваме за еднината и да не оставиме простор за нарушување на кредибилитетот на Европската унија, европските вредности и идеали. Никој не предпоставуваше дека во 21. век на европско тло ќе се води војна и дека Европа ќе живее денови на економска и енергетска криза покрај пандемијата која ни нанесе силен удар. Затоа оваа година ја сметам за пресудна не само за еднината на Европската унија, туку и за еднината на земјите од Западен Балкан, кои нема друг пат освен европскиот. На состанокот со Каролина разговаравме за диалогот со Бугарија и меѓусоседските односи кои се во една поамбициозна фаза на соработка, а од која очекуваме забрзување на можноста за стекнување услови за одржување на првата меѓувладина конференција со Европската унија. Во овие 5 години направивме многу за да ја вратиме нашата земја на европскиот пат, а Европската комисија во своите извештаи во неколку наврати препозна дека ги исполнуваме условите за добивање на датум за почеток на преговорите. Ние ќе продолжиме со спроведувањето на сериозни процеси и позитивни политики, како и на темелни реформи. Реформите не се наш приоритет само заради исполнување на нашата стратешка цел, интеграција во Европската унија. Напротив, реформите ги спроведуваме пред се за нашите граѓани кои заслужуваат да живеат во европско и современо модерно општество. Големата пријателска поддршка од Република Австрија на Северна Македонија резултира со добри билатерални односи на политички и на економски план и отворени шанси за нивно натамошно унапредување. Австрија меѓу нашите најважни партнери би сакал да изразам длабока благодарност за вашата континуирана политичка и економска поддршка, како и за развојната помош обезбедена за нашата земја. Во последните 2,5 децении бевме сведоци на одлична соработка и постигнати резултати во спроведувањето на многу проекти во различни сектори, кои се од огромно значење за развојот на земјата, како што се заштита на животната средина, енергетска ефикасност и отварањето на нови работни места. Дека Австрија е еден од нашите стратешки партнери беше видливо уште на почетокот на пандемијата, предизвикана од коронавирусот, преку снабдувањето на нашата земја со првите количини на вакцини, но и за време на мигрантската криза, помош и поддршка што нашата држава искрено ја цени. Во име на добрите односи со Република Австрија и во име на развојот и напредокот на Република Северна Македонија се надавам на продлабочување на соработката
и поддршка на реформските активности после заедничкиот состанок кој вие, Каролине, заедно со австриската бизнес заедница ќе го имате со представниците на владата, вице-премиерот Битичи и министерот за транспорт и врски Бочварски. Република Северна Македонија, на крајот би кажал, останува верен партнер на Европската Унија, кој успешно ќе придонесе во развојот на најважните европски политики и ќе се вложи еднакво како и останатите земји членки во одговорот на предизвиците, бидејќи мирен и стабилен Балкан значи стабилна и просперитетна Европа и стабилна и просперитетна Европска Унија. Ви благодарам. Благодарам од срце, почитуван заменик премиер, драг Бојан, почитувани дами и господа. Ова е посета меѓу пријатели. И тоа се покажува во тоа што заменикот премиер министер, мој драг Бојан, ме покани овде да дојдам, дури ме чекаше, лично ме пречека на аеродромот дури во раните утрински часови и беше тоа многу доцна. Значи се покажува уште повеќе дека ние се во еден интензивен ден што го спремаме денеска. Ние веќе имавме лични билатерални разговори, имавме разговори исто така со премиерот, со господин Ковачевски и исто така разговаравме за многу теми и имавме размена за многу теми. И суштинското во сето ова е што овие извонредни односи сакаме да ги одржиме понатаму и да одат во вистински правец. И тука се работи за повеќе работи. Прво се работи за билатералната соработка. Австрија е една од најголемите директни инвеститори овде во Северна Македонија. Имаме 241 милиони евра трговска размена и утрово кажав дека австриските предпријатија се тука, дека разговарав со нив и чувствуваат на нашите разговори, имаат голем интерес да влезат во регионот, кај што гледаат потенцијал и дека ние како Европска Унија ќе направиме се што можеме за овој регион, Северна Македонија пред се, конечно да добие една доверлива перспектива со факти и со чекори кои што се реални, кои што со децении ги чекаме и говориме за нив. Но само да говориме не е доволно. Треба дејства, треба дела. Но јас сум оптимист дека сега е вистинскиот момент да го поставиме курсот. И во врска со тоа сакам да ви кажам дека на почетокот на февруари бев во Бугарија и особено разговарав за односите со Бугарија и тука имам многу добро чувство дека проблемите кои што постојат ќе се оттрнати, дека билатерално посилно ќе се настапува и дека со тоа и процесот кон проширување на Европската Унија ќе се отвори. Уште појасно за нас беше тоа кога од 24 февруари 2022 година, кога ништо повеќе нема да биде како што беше, значи состојба во која што сите ја очекуваме, економски, стопански ја чувствуваме и како последица на големи миграции, кои што ние како политичари имаме огромна одговорност и имаме многу работа да ги решаваме тие состојби. Но како министерка за Европа, за нас е обврска како ЕУ конечно да осознаеме дека Западниот Балкан е прашање на безбедноста на Европската Унија и прашање на веродостојноста на Европската Унија останува. И јас ова дискусија знам со години во политиката, ние на луѓето на Западен Балкан, во Европската Унија не смееме да ги изгубиме. Значи ние треба заедно сплотени да останеме, заедно со Европската Унија. ЕУ мора јасно да сознае она што Путин сака да го направи. Путин сака да ги дели луѓето. Јас тука сакам на Западен Балкан исто така да укажам дека имаме сигурност, имаме безбедност и посилно да се поврзаме со вас и тоа се надевам заеднички ќе го спречиме. Ние треба да останеме заедно во ЕУ, тоа го правиме и исто така заедно со нашите партнери од Македонија да останеме и тука ни треба конечно нареден чекор во правец на отворање на процесот на проширување и Австрија тука на почетокот на фронтот на напред за Северна Македонија и другите земји од регионот да ги потруши во правец на ЕУ. Јас поздравувам дека овде и од страна на премиерот беше кажано дека има извонредни услови со односи со Бугарија, но и сите други кои што ќе треба да ги одобрат наредните чекори за проширувањето. Политиката може да биде добра само доколку има лични односи, силни, топли лични односи и тие лични односи ги имаме, ги чувствуваме последните години со Северна Македонија, довербата е тука. Сега треба да одиме во вистински правец да ги прошириме овие активности и да можеме да почнеме со процесот на пристапување кон Европската Унија. Благодарам.